Ова е приказна за две силни жени, кај народот познати како учителките кои го сошиле знамето за разловечкото востание. Но нивната книга Спомени открива една многу подлабока приказна за еманципацијата и интелектуалниот подвиг на жените на Балканот во 19. век. Во првата половина на 19. век Балканот се наоѓа под османлиска власт. Традицијата е силно патриархална, а учителската професија е номадска дејност. Со оглед на овие околности, образованието е реткост, а уште поголема реткост е образованието на девојчињата и жените. Во 1826 година, во Сопот, денешна Бугарија, родена е Недела Петкова. Уште како мала, поради интересот за образование, мајка ја праќа во женскиот манастир. По 3 години во манастирот, тетка и сакала да ја закалуѓери, но младата Недела имала други идеи за својот живот и се вратила дома. Поради зголеменото културно-политичко присуство на големите сили во овој регион, во Сопот, пристигнала понуда за школување во Русија, но бидејќи родителите на Недела биле сиромашни и не познавале ниту еден виден граѓанин кој би можел да ја препорача Недела, таа не отпатувала за Русија. Ова не ја обесхрабрило, туку напротив, таа продолжила уште поинтензивно да чита и да се самообразува. На 19 години таа се омажила со трговецот Петко Караиванов, кој бил вујко на познатиот револуционер Васил Левски. Недела и Петко живееле мирен живот и израснале 6 деца, но токму за време на 6-та бременост се случила трагедија. Додека работел на пиротскиот панаѓур, Петко се разболел од колера и починал. Недела останала самохрана мајка и за неа следувал период на тешка работа, сиромаштија, отфрленост, глад и грижа за 6 мали деца. Но таа не се предала и цврсто го пребродила овој тежок период. Конечно, во 1858 година, таа успеала да добие учителско место во новоотвореното женско училиште во Софија. За да го оствари својот учителски сон, таа морала да згрижи 3 дечиња кај блиските роднини, а останатите 3 да ги поведе со себе. Едно од нив била и малата Станислава, ќерката која подоцна ќе продолжи по учителскиот пат на Недела. На тој начин, Недела го започнала номадскиот живот, типичен за учителите во тоа време, и поучувала во Самоков, Кјустендил, но и во Прилеп, Охрид и Велес. На овие патувања многу учителки и организации се вмрежувале, па така учителките почнале да водат и да создаваат разни културно-хуманитарни друштва. Токму поради учителствувањето, жените во тоа време почнале да добиваат важна улога во повеќе социјални аспекти. И учителството почнало да игра важна улога во ширењето на слободарските идеи кај населението, во каузите за национална еманципација. Ќерката Станислава, уште од рана возраст, ја презема пасијата за учителствување и околу 1870 година, уште како тинејџерка почнува да подучува. Едно од првите места каде била учителка е Битола, каде наставата ја одржувала во својот дом и каде понекогаш имало над 100 девојчиња. Неколку години подоцна, кога двете работеле во Велес, Недела се поврзала со бугарскиот револуционерен централен комитет, чиј коосновач бил незиниот млад роднина Васил Левски. На тој начин, тие индиректно почнале да извршуваат некои помали задачи за револуционерниот комитет. Но кога ова го откриле османлиските власти, двете биле прогонети од Велес. Сепак, тие не се поколебале во желбата за учителствување. Во Солун, Недела отворила мешано училиште за момчиња и девојчиња, а Станислава продолжила да просветува во Воден. Но, пасијата на Недела не застанала тука. Таа во Солун основала и женско просветно друштво – Преродба, 1872, во кое ги просветувала мајките на ученичките на кои таа им предавала. Таа ќе биде активна и во испраќањето на девојчиња на школување во Русија. Токму во тој период ја добива и понудата од Димитар Поп Ѓоргиев Беровски да го изработат знамето на разловечкото востание. И на тој начин, заедно со Станислава, тие стануваат познати како учителките кои го сошиле знамето за востанието. Животот на овие две храбри жени го дознаваме од книгата Спомени на Недела Петкова. Низ овие спомени може да се увидат социјалните, класните и родовите борби на учителките од 19. век. И станува јасно колку била значајна, благородна, но и тешка положбата на учителките на Балканот во тоа време.